Почитувани, добар ден, верувам дека сите вие сте подготвени не само да ја гледате црвена линија, туку и активно денес да учествувате во неа. Еве зашто ќе говориме. Во услови на зголемена инфлација и економска несигурност, се повеќе семејства се соочуваат со предизвик како да ги подмират своите кредитни обврски. Половина од домаќинствата имаат земено кредити, си плаќаат рати и камати, а најново што ги очекува е дека каматата за кредитите од унгарскиот заем, што ги обезбеди владата за приватните бизниси, ќе им биде плюс товар. Бизнисот ќе се развија, граѓаните посредно ќе имале корист. Како во народната, не умри магаре, до зелена трева. Дали е нормално на приватните бизниси да им се даде кредит, а граѓаните да ја плаќаат каматата? Ке успее ли народот да го преживее и овој кредит? Тоа е она што ве прашуваме централно во црвена линија денес, но секако прашање плюс и на Instagram Story. Заследете на таму, кликнете на Instagram Story и одговорете на ова прашање. Знаат ли политичарите кој го полни буџетот? На Instagram Story имате две опции за одговор. Да, не, ќе си кликнете, еве, тоа изгледа таму вака, ќе кликнете, значи, кој е вашиот одговор, ако е да на да, ако е не на не, и секако ќе пресметаме подосна во проценти и ќе ги соопштиме резултатите некаде пред рекламите. Ќе ни биде особено драго, како и секогаш, да ве имаме со активно и во живо вклучување, учество во ова издание на Црвена линија. Затоа е доволно да го завртите нашиот телефонски број 02307 0005. И не случајно велат, повторувањето е мајка на знаењето, па ќе повторам по кој знае кој пат. Ве замолувам, од кога ќе ве превземат во режија, по вртењето на бројот, намалите го целосно тонот на телевизорот, внимавајте и на тајмерот. 90 секунди изнесува време траењето на едно ваше јавување. Доколку сакате нови 90 секунди, се подразбира, завртете го повторно нашиот број. И да не ложам многу јас, со нетрпение очекуваме да видиме како размислувате и какви одговори ќе дадете на денешните прашања. Почнуваме со вас, ако имаме веќе некого на линија, слободно и ќе речам добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас. Како рековте, кој го полни буџетот? Всушност, ќе успее ли народот да го преживее и овој кредит? Еве, и така можеме да го поставиме прашањето. Видете, кај нас, сега ќе кажам ја кој го празни буџетот и кој не знае што е буџет, а овие што се во врлот, што е плячка државава со покачувањето со 78%, тие плячкаат. А она сиромаштијата што има до 30.000 денари плата, таа го полни буџетот и таа потешкотите ги влечи, за да може администрацијата да ужива како цареви. Дали се на работа или се на шетање и се на одмор, платичето им врви на нив. А еве, дали е нормално на приватните бизниси да им се даде кредит, а граѓаните да ја плаќаат каматата? Како ви се чини? Тоа е катастрофа. Катастрофа. Сега овај што доаѓаат за кредити што ќе им дават, тој така ќе распандит и државата, овие работниците ќе рмбат за да враќаат назад. Тоа ќе биде каша попара. Тоа е со умисла го прават. Ова држава наша, не знам до кај туркат и што мисли. Ова во пропас, во провалија. Благодарам многу за вашите одговори и една напомена, секако оние кои што нема да успеат да се вклучат во живо, коментирајте и споделувајте на Facebook Црвена линија, како и на профилот на Телма телевизија на Facebook. Добро вечер. Поштовање госпожа Тина. Почит голема и до вас. Повелете. Поздрав до целата екипа и тие дечките што ме уклучија. Поздрав до сите слушатели, гледачи во текот на денот што се јавивме. Тоа ни е разонода, една релаксација, еден релакс. Имаше еден председател во Југославија што еден господин од Прилеп го критикува. Имаше една изрека: живече овој народ. Да го преведиме, ајде на македонски или не, нека остане на српски. Така и овој народ ќе преживее. Не со кредити,
Ние фабриките му ги дадоа на олигарците 92-3 Бранко и Лупчо и сите, па што остана со кредитите. Значи држи тезата ја што кажувам. Оставка сите да си дадат, не бидоа ништо од ове политичари, што каже господинот, што сета почет на годините го викам армоникаша, што викаше армониката македонска не чинела. Значи, ајдучи се под наводници, не вреѓам никого. Сите се мислят за својот джеп. Бизнисмените ки си се товарат магаренцата, македонскиот народ ќе кубуриме. А ние во Уставот уште се декларираме како социјална држава, никој нема да мисли ни за социјалници, ни за работници, никој. Пак ќе речем да завршам со ова, нека ме критикуваат, нека ме псуваат тако. Оставка да дадат 10 луѓе од Словенија за 10 години. Сите тие нивни закони, тие мараметри, видите како ќе се оправиме. Вака, што и кад србите, од јутра до сутра, бидете поздравени, све најдобро. Бидете поздравени, секако ви ги возвратувам поздравите од редакцијата и благодарам еве што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Останете со нас. Како изгледаме на Facebook, през низ фотографија, како и секогаш, анимација подобро да речем, прашуваме ќе успее ли народот да го преживее и овој кредит. Веќе ги имаме и првите коментари. Игор Јанковски напишал: здраво, што се однесува на стандардот на граѓаните, истиот е низок и за жал се повеќето тешко врзуваат крај со крај. Друго, исто така, треба да се внимава на јавниот долг, а според мене унгарскиот кредит не беше баш добра опција, а на крајот истите пари ќе се враќаат од страна на народот. И нели бевме презадолжена држава со обвинување од тогашната опозицијска ВМРО ДПМН, а сега се зема кредит директно од земја членка на Европската Унија како Унгарија, а не се согледуваат ризиците и импактите што ќе следуваат од овој кредит. Добро е што стопанството ќе добие средства од истиот кредит, но треба да се внимава исто така на јавниот долг кој порасна. Па ќе успее ли народот да го преживее и овој кредит? Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Поздрав до вас и до цела екипа на Телма. Благодарам многу. Едно се мислам, не се мислам, туку знам. Ако се вратам назад по годиниве, дека целиот тим на стопански комори, напред со чело неќе да именувам имени, дека доживотно се шлепаат на некои си политички лидери. Значи, нон-стоп. Овој сегашниот мора да се отчита. И тоа што директно стопанска комора, челниците нивни, ја финансира нивната кампања. И затоа сега он е морално задолжен да го врати тоа и плюс да им додаде више нешто. Втората работа, го поставив и со опрашање пред 2-3 емисии, мислам по вакаво зборење, дека народот треба самиот да се крени, а банките се заштитија, значи не прифатија, и тука беше критниот алката на кредит, каде што народот ќе ги врати парите, мислам камативе. А уште една работа, ајде да прашајте се. Дали не е ова една игра со тоа што поскапите кредити сега ќе се вратат, а со новите имаат нула камата. Значи старите кредити ќе се дигнати на овие стопански комори. Ви благодарам. Ви благодариме и ние што бевте дел од ова издание. Сега кои гледачите кои што допрва ќе се вклучат и ја следат Црвена линија, верувам ќе дадат и одговори на вашите прашања. Ајде да слушаме што ќе кажат останатите. Добро вечер. Добро вечер. Игор од Битол, одамна не сме ве слушнале, па еве да прашаме веднаш, ќе успее ли народот да го преживее овој кредит? Па не може. Не може. Не е можно, зашто каматите, зашто креват камати, јас кредит имам и не можам да вратам, не можам да вратам. Другиот месец. Јас имав макатина, само друго да ви кажам, имав мака психички нешто на болницаве. Дали верувам сега сте подобро, така? Сега сте подобро. Сега верувам сте подобро. Поарен сум, да. Поарен. И па, само да ве прашам уште и ова, за да го искористиме нели времето да слушнеме ваше мислење. Знаат ли политичарите кој го полни буџетот? Што мислите? Политичарите?
Знаат ли кој го полни буџетот? Па буџетот го полнат странските државјани, па работниците. Они од надвор, добро? Не знам за одговор, не знам. Ке успее ли народот да го преживее овој кредит? Како ви се чини? Не може да преживи. Благодарам многу, господине Игор, за учеството во овој издание на Црвена линија. Секако ви посакуваме како и да е да ни останете во добро здравје и секако да продолжите да не следите. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во Црвена линија сте, повелете. Добро вечер, поздрав. Поздрав и Прв до пат вас. добивам и многу сум револтирана и од темава и од ова што се случува све во градов. Се знае кој ќе го плаќа, ние па народот ќе си го плаќаме како секој пат, а нашите барања и молби никош не се услишени, не дозволуваат ни да се покачи минималната плата. Автобус нема до сутка, не знам како. Да мислите денеска, разбирам дека вчера господјата градоначалничка кажа дека картите за студентите и пензионерите ќе се укинат, слободните, и тоа денеска веднаш се реализира. Одиме да продолжиме. Карта не може, забрането е. Да го плаќаме нејзиниот пат до Бразил и назад. На што мислат? Сега слушам Исправевски за приватниците, нема време да стави точката на дневен ред. Па значи ова е хаос држава. Јас да ви кажам, ова нема ни ред ни поредок. Стопанствениците си се полнат, ние народот ки си патиме, до кога и не знам како. Кошничка се спрема. За кого е таа кошничка? За они по 2-3 евра што зимаат. А ние не можеме 300-400 евра да земеме. Ви се молам. Ова не знам на што личи, мислам. Никогаш не било, ама сега како што е ефтен. Значи, тотални колапс на Македонија. Па сакаме младите тука да бидат? Не. Со здрави ќе им кажеме, со убаво, нека си одат надвор од држава. Благодарам многу, особено ми е драго еве што кажавте дека за прв пат се вклучувате во Црвена линија и секако верувам нема да биде последен пат. Драги мои, имате можност до сега да слушнете какви одговори дадоа гледачите во рамки на ова издание. Продолжуваме со прашањето како ви се чини, ќе успели овој народ да го преживее овој кредит. Добро вечер. Добро вечер. А малку погласно ќе мора, повелете. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Ма што да речам, феноменална работа, мислам, какви критики овој народ ќе преживее, како нема да преживее. Што е битно кој го полни буџетот? Битно е кој го троши. Мицковски знае што работи, што си играт играчки луѓе. Гласавте вие, се сеќавам. Ви беше лошо. Чекајте полека. Сега ќе дојде уште подобро, струјата ќе ви се покачи, стрекни ќе бидете ефтен. А платата што сега што ќе си ја покачат овие, кај што ја покачија 78, сега 53% што се покачува на вработение по владини институции. О, уште побаво ќе биде. Не се секирајте. Мицковски знае што прави. Само не знам у која група на примати не ставил за да ни закачат лента напред, да ти кажам право. Тина, ова беше малку саркастично, да ти кажам право, мој почеток, затоа што некои претходници мои на други телевизии што ме правеа мене неписмен, викаа дека Мицковски знае што работи. Па и па ако знае што работи, немој да го критикувате сега, туку да го поддржите како што го поддржувавте до сега, а ќе си ги платите каматите како попче. А тоа што ќе ми ја укинат на пензионерите слободната карта и на студентите, па што мислите вие? Во оваа држава сакате да се возите без пари? Па тие гастарбајт, тие мислам тајкуни не давале пари па Дија Мицковски да дојде на власт. Мора си ги вратат парите. Вас ќе ви бараат да бидете доходовни, продуктивност, а они со седење ќе ви ги земат парите. Кога јас 10 години Ке подсетам, внимавајте на тајмерот. Благодарам многу и вам за учеството. Еве ги имам и првите коментари на профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што ни објавена темата. Блаже Биринчето напишал: зависи што услови бара грујо. Додека Дејан Михов напишал: ке го преживеат ВМРО-вци, џабе не викат за леп ке трпам, ама за ВМРО ке гласам. Исто и со СДСМ, Потрчковци или сега поново знам. Ќе ви укажам на една напомена, секогаш кога имаме време, секако ќе ги прочитаме во живо во рамки на Црвена линија и коментарите,
Па и ќе ве замолам, кога искажувате и таму секако ваш став, мислење или полемизирате, ве замолувам да ги изоставите погрдните зборови, употребата на пцости, за да можеме нели јавно да го споделиме коментарот. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Ќе успее ли народот да го преживее и овој кредит? Да. Па ќе успее веројатно, кога успева да им плаќа кампањи за избори, да им плаќа патни трошкови во илјадници евра, да им плаќа добра храна во кујната кај што се рана тамо, па ќе веројатно ќе издржи. Меѓутоа, овој народ е многу мекиј народ. Да се случи ово на запад, поинаква песна би се пеала. Овој народ е добар, зашто не го земе стапот во раце, па да почне да мала. Да мала, да не се знае кој каде да бега. Знаат ли политичарите, според вас, знаат ли политичарите кој го полни буџетот? Па како не знаат, па не забудали тие? Тие се многу паметни. Ќе ви кажам се една случка, вика, во Србија, вика, учителката ги праша учениците што е политичар. Сите чутат само едно, викат, политичар е лопов. Од каде знаеш дека е лопов? Учителката му викат, па баба ми викат, која ќе излезе некој политичар на телевизија, викат, е него лоповот. Политичарите све знаат, само не знаат овој народ како преживува месецот, денот како го преживува. Бидете поздравени. Бидете поздравени ви и секако благодарам за вашите одговори во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме? Да, повелете. Вака. Јас сега сум во фаза на формирање фирма, така ми кажа, да ја направам побрзо и ми обеќа дека ќе ми дадат 20 милиони евра кредит. За враќање ми рекол, после тоа ќе се договараме. Фирмата моја ќе биде за производство на ветар. И кажа, ќе го вртиш ветрот, онамо кај што ти кажаме, таму да дува. Ами као за враќање пари, па ветрот ќе ги издува. То како не се страмат овие луѓе што се на власт. Некој вика, заземам страна ја, те што шарена сум бил, те со ова, не бре луѓе, да бе разберете ме, кој ме познава? Ме познава. Си одам по строго централен пат, ни лево, ни десно. Ни сламка сум украл, ни сум навредил некој, ништо. Нека се јави барем еден да речи, овој човек направил то. Или овој човек е тој. Тогаш ќе речам, ќе се откажам од све. Зато сум ја тој таков. Овие пари што ќе се земат, тие отидов дол, отидо нигде, народот, сиромаштијата ќе ги враќа. А тие ќе ги распартават прво меѓу себе, на тетки, на внуки, на свачи, на ови они ќе ги расподелат. Затоа фирма на ветар ќе направи, ако може 20 милиони да земам, па нешто ќе дам и на нив. Пријатно и убав ден имате, ви отиде времето. Пријатно и вам и секако останете со нас, за да слушнете и останатите гледачи што допрва ќе укажуваат во однос на прашањето ќе успее ли овој народ да го преживее овој кредит. Добро вечер. Добро вечер, ве слушаме во Црвена линија сте. Добар ден. Добар ден, повелете. Да, уште е ден. За некој гледачи едно... да преживее, да, ќе успее овој народ. Веројатно, овие што се на власт има добра тактика. Додека даваат кредити, ќе си земеме друг кредит и така ќе си... Додека ние сме големи факмани. Додека се сетат овие што даваат кредити, дека не можеме да вратиме, ние ќе земаме кредити. Меѓутоа, ние сме факмани уште поголеми. Ќе си земаме бугарски пасоши, пола Македонија ќе стане бугари, Албанија ќе влезе во Европска унија, пола Македонија ќе зема албански пасоши, во Македонија ќе нема македонци кои да ги враќа кредитите. И ние ќе му речеме на запад, тие што ќе останат овде, тие што ќе преживеат, ќе речат, извинете господа, ама овие што земале кредит, што се задолжиле кај вас, биле некои си македонци, а ние сме или бугари, или албанци,
и нема што да враќаме, па вие мислете муја. На тој начин може да преживееме. И затоа се одолговлекува работава за да не уставни измени, затоа се одолговлекуваат многу работи и така ќе се живее Македончето, додека живее, додека дише, а колку време ќе дише, не знам. Овој народ тешко дека ќе успее овој кредит да го преживее. Благодарам и Благодарам многу и вам. Секако, останете со нас. Ке ви укажам да не заборавите, да изоставите секако и да кликнете на telma.com.mk, ке бидете целосно, брзо и ефикасно информирани, а можете да го задржите вниманието во однос на оваа тема на насловот од 25 месецов. Насловот вели за историскиот договор на владата за унгарските пари, банкарите тврдат не добиле ништо црно на бело. А ние во Црвена линија ве прашуваме, ќе успее ли народот да го преживее и овој кредит? Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Дали ќе преживее народот? Ние многу народот преживел, па и ова ќе го преживее. А што се однесува до унгарскиот кредит, тоа не е унгарски кредит, тоа се македонски пари, украдени од Груевски, однесени таму, и сега он ќе си живее како гроз, само од камата ќе си живее. Нека не го замајат народот. Тоа се наши пари, македонски пари на македонски граѓани. Тоа е малце глупости што го зборувам, али тоа е вистината. Кога Маđarска некому давала кредит, па ќе даде и на Македонија. Благодарам и пријатно. Благодарам. Покуси од времето што е предвидено, но секако јасни. Останете со нас. Добро вечер. Добро вечер, Тина, се да искажам. Секако ве слушаме, повелете. Па јас знаеш што, ја кога се јавам по телевизија, пошто ме критикуваат, само еден став ми е стандарден 10 години. Ја на вашата телевизија не ја плукам владата, на друга да ја фалам, како некој што прават од претходниците, ке се сети. Јас еден став ми е сигурен, 10 години го верувам, а тоа е дека државата треба да оди во стечај. На државата ни треба меѓународен борд и да прогласиме стечај. Ние дојдовме веќе за стечај. Сега сакам сите што ме плукава и што ме критикува да кажат сме за стечај или не сме за стечај. Што после овој кредит и после новото покачување на плата на функционерите, не на што ќе биде после нова година за избраните функционери, затоа што нема жива сила некоја што ќе им забрани да не ги покачат повторно платите, бидејќи законот никој не го блокираше, има пресуда од Уставниот суд, па нека се дрзне некој, нека не им даде покачување на градоначалниците. Ќе ги прашам од каде ќе се полни, од каде пари веќе зова. Они ќе работат за ситните пари за 3% и ќе ги се фалат за епохалните покачување на платите од 3%, а они ќе си покачуваат плати од 50%. Меѓутоа народот си бираше, веруваше, повелете на тацна добивте тоа што сте баравте. Значи повторно, на Македонија веќе не и требаат избори и треба меѓународен борд и треба да прогласи стечај, како Бугарија едно време, економски борд. Благодарам многу. Еве да споделам со јавноста и дел од коментарите кои што пристигаат на нашиот профил на Facebook Црвена линија. Турка ни беше напишал кој ги зима кредитите, нека ги плаќа. Нада Крстева напишала ке мора народот да го преживее и ова. Македонскиот народ е жилав, растеглив како ластик. Наташа Димеска напишала здраво Тина, поздрав до тебе и до телевизија Телма, поздрав и до вас госпоѓа Наташа. Народе, дали власта ве праша за земањето и за која употреба ќе биде кредитот, но и кој ќе го врати и со која камата. Народе, револтот се искажува на улица, а не од дома. Народе, за леп ќе читаме, а младите ќе ја испразнат државата. Една напомена, ќе ни биде задоволство секако доколку дозволува времето и останатите коментари кои што ќе пристигаат да ги споделиме со јавноста, но нема да бидат прочитани оние коментари кои што имаат цости, вулгарности, говор на омраза и така натаму, бидејќи етиката на Црвена линија е секако се може да се каже, може да се поентира на темата, дали сте против или за, но секако да се внимава на употребата на зборовите. Да се бидеме културни и секако цивилизирани. Добро вечер. Добро вечер, Тина.
Голем поздрав до вас. Повелете, ве слушам. Може би не сум во право, меѓутоа ќе спомнам некои факти. Од Груевски биле парите, од овега биле, од онега биле. Не сум политички врзан, брзо ќе зборувам, времето ми течи. Груевски остави автопати, спортски сали и не знам што. Не велам дека не украл. Не навлегувам во тоа. 7 години, пазете што работеше СДС, Дуи владееше 7 години. Да погледате кај што одам јас по албанските села, не сум против, треба да се гради. А вре селата со тротоари ги направја. Втората работа, ќе го враќал народо кредитот. А вре како вре тина, вре во Привет, место за паркинг нема, место в капана нема, место за друго не, да некоја институција да појдам, нема, пошта ова она. По 3 коли дома врта. Ето iPhone телефон му купуваме. Абе јас не знам како овој народ е научен да кука. Слушајќи го само Љупчо и оне од Крушево кој има 100 Да пати не ги коментираме јавување. гледачите, ве молам. Продолжете. Само кажувам, слушајќи ги ние се треба да умриме. Тие се зна, се точно зна. Благодарам многу пред се за времето и вашите размислувања и ставови и веќе ги замолам и останатите гледачи. Времето 90 секунди користете го за да нели кажете оно што вие сметате дека е така во однос на било која тема за која што говориме со вас, но изоставете го моментот, времето да го користиме за да ги коментираме уште помалку недопустливо, па и да ги навредуваме останатите гледачи. Ве слушаме и чекаме со задоволство да бидете дел од Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Ќе ве замола малку погласно. Добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте. Повелете. Фала. Само да ве прашам, дали дискрецијава ви е загарантирана кај вас? Што дискреција дали е загарантирана? Да. Еве, јас ќе ви дадам една напомена, оно што секако е загарантирано, ако се употребат цости, вулгарност... Не. Ме занима за овој кредит што се дава. Ајде, продолжите. Дали можете преку вас, јас сакам да спомнам фирмата, само ме занима. Дали таа фирма е на список за овој кредит? Дали може вие да испитате? Као новинари, као телевизија. А ја ќе ви кажам фирмата, затоа барам дискреција. Пошто таму телефонскиот број ми постои сигурно кај вас. Така сега, ако го кажувате тоа во етер, секако дискреција нема да има, бидејќи јавноста во моментот слуша, гледа цела Македонија Црвена линија. Да, али мене ме занима за една фирма, дали ќе можете да испитате дали ќе биде сега во фаза на взимање кредит. Добро, за темава многу ме интересира, вие што мислите, ќе успее ли народот да го преживее овој кредит? Ама све преживел народ и още преживе народ, меѓутоа парите ќе се поделат кај што повише не треба, не кај што треба. Затоа сакам фирмата да кажам дали ми е дискрецията загарантирана и дали вие можете да проверите. Видете, вие сте анонимно се вклучувате во Црвена линија, не бараме имиња тука. Но како и да е, да се навратиме на темата, еве слушате што велат гледачите до сега и самите поставуваат прашања, така да ете дискусијата е жива материја, па да слушнеме останатите што ќе кажете. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Најубава вечер и вам, повелете. После овој народ толку преживеал, уште кој знае толку ќе преживе. Меѓутоа, како ќе преживее работата? За преживување може, сега, знаете како не може секој да преживее. Тој што ќе преживее, ќе раскажува. Тоа е така нормално, али како ќе го преживее тоа? Затоа што многу е важно како се преживува, ви кажам, ова е невидена срамота. Ова вакво манипулирање, јас никој пат не употребувам, меѓутоа сега ми нужам да најдам друг збор, освен да речам дека ме кажуват вистина. Значи, вакво или лажење, веќе немам кој друг збор да го кажам.
Значи, вие вака да го злоупотребите, ова е злоупотреба на народот. Значи, му овеќавате, не знам, пензии, големи, не знам, ова. Од друга страна, еве, народот ви даде, дојдовте, што направите. Долго ја злоупотребите добрината, или као злоупотреба на службена должност, како да речам, и тоа може да дојде во ефект, затоа што народот сепак е некоја служба на оваа држава, државата живее од народот. Ако не е народот, која држава, како ќе живее? Значи, вие да злоупотребите, тоа е катастрофа невидена. Значи, ова е толку јавно, толку се гледа и вака нешто да се манипулира, ја мислам дека е грената прво за народот, затоа што народот све присаќа и све издржува. Така да, оваа власт, значи, многу манипулации. Значи, не сме да покачи плати. Они толку покачила на 90 секунди, внимавате на тајмерот, благодарам за јавувањето. Ево уште не еден коментар ни доаѓа од Горан Атанасов, кој што напишал: темата ви е добра, само треба да нагласите за кој народ и за каков кредит се работи. Па еве, ќе успее ли овој народ да го преживее овој кредит? Добро вечер. Добро вечер. Ало. Ве слушаме во црвена линија сте. Добро вечер, Тинче. Голем поздрав и до вас, ве слушаме. Од срце те поздравам. Вака да ти кажем, да си купуваме овај песната Лажи, лажи, вере. Ќе успее ли народот да преживее? Па ќе успее, што да прави? Сите се у кредити, но само не е убаво, качуват си плати, народот си пати. Значи, гледамо по телевизија, пунени джепови, седналести, кој диза рука, кој си чеша уво, кој си на телефон збори, а народот си пати. Што да рече човек, стварно, ќе преживеемо нормално, ние сме научени, ја па како знам за мене, цел живот штедим, имала сам пари, па не сам имала, големи плати, ово, а овој се што работат бре со овој покачување на овие плати, овие кредити, овој, не знам, да толку нема некој да се најде, некој стварно да се заземе за Македонија, да види дека народот стварно пати без работа, без деца, еве ги сите, не можеш ништо да ни купиш, само гледамо за јадење, а не можеш ни пати ги да купиш, па камо ли овие бретинче нешто да купиш, машина за прање, не дај Боже да откаже, или шпорет, или фрижидер, или не дај Боже. Затоа и малку да се удрат у глава овие што ги гледамо на парламент. Знаат ли политичарите кој го полни буџетот? Па, они ли не знаат? Они тој знаат, више са и како да ти кажем, више, што ти ги прават тие пари, се чудимо. Тинче, биди жива и здрава, баш убави теми давате, стварно малку да се освестат, да чуат гласот на народот. Благодарам многу и вам што не следите редовно и сега кога земате активно учество во црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Овој кредит е ситница за нас. Што е ова? Ние 30 години враќаме пари кредити, по ова 500 милиона е мачи кашање. Уште колку има да зимаме да враќаме? Уште многу кредити има да враќаме. То права почнаме ние со зимање кредити. Него еден гледач кажа меѓународен борд да има. Па нас меѓународниот борд не краде, амбасадориве овде само не гледаат што правиме. Како крадат, кај ги носат париве и одма му става црна листа. Ако не ми даеш толку пари, идеш на црна листа на барабан и ќе те судат. Па на странците не крадат. Овде не можеш да крадеш ако немаш грб од странците. Да не ги наречам меѓународен борд или амбасадори, политичари. Без нив не можеш да мрднеш. Дури тогаш лошо ни се пишува. Овде треба полицијата и судот да се активира, некој што не се плаши, да дојде мајчин некој јак, што муа нема да го лази каков овој бил политичар, овој бил, не смеамо до овој да го судам, не смеамо до ној. Тука е проблемот. А ние овакви кредити ќе ги вратиме у лет. Чекај, то права почнавме ние да зимаме. Нека чуеме социјалната работа. Па јас за плата не работам, од вај дојдов на власт, мене платата што сум ја качил 70% мачи качањето. Тоа Благодарам многу. Тајмерот 90 секунди одбројува за едно вклучување. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Па не знам дали се сеќавате кога имотот на Мијалков беше на лицитација.
И кога кој беше тој што лицитираше, кој сакаше да окупи неговото синче. А што работеше неговото синче до тогаш? Ништо. Од кај беа тие пари? Му и даде чиче. Од Унгарија. Значи, овој кредит се нашите пари од Унгарија. Ништо повеќе. Сега. Ќе му плаќаме камата на господинот во Унгарија, на Груевски, нема тука што да криеме, се знае кој е. Ќе ни остана, народот ќе остане борчлија и ќе нормално со нови кредити ќе надокнадува, ќе го отплаќа и овој кредит. И не знам сега кој домаќин во овој. Ние сме над 60% од БДП. И наводно сме супер, стоиме супер финансиски. Така вели господјата финансирка. Јас мислам дека ова влада е промашена, ама баш на число. Ова е сите влади како што видат, секоја која од која се поарамиски. Ова е значи моментално најарамиската. Благодарам многу и вам за учеството. Добро вечер. Добра вечер, Македонија. Епак, господине Тале, дали овој народ ќе успее да го преживее овој кредит? Овој народ успел да преживее октопод, со пипци насекаде во секоја институција, што ограбе, штедачи во Битола, човеков пред мене битолчанец може полго да ни кажи како за некој ден стотини души умре од срцев удар или па се самоубија. Кажете ми, господине Тале, дали е нормално на приватните бизнеси да им се даде кредит, а граѓаните да ја плаќаат каматата? Еве, што мислите? Видите пак, секоја држава мора да го помага своето стопанство, да се развива, да отвора работни места, нови погони. Тоа сака да се прави. Оти видите, лесно да сме ние вака и се ирджи, но да си, ајде, некој од нас да отвори фирма и да работи, да речеме 1000 души. Дали тоа многу лесно и едноставно се бориш на светскиот пазар, па кризи ваму таму. Друго сакам да кажам дека Груевски е великан. Зошто? Ако беше Груевски на власт, имавме клинички центар направен. Ајде да се вратиме во сегашноста. Кажете ми, знаат ли политичарите кој го полни буџетот? Ти ме прекинуваш. Со цел ве прекинувам да зборуваме за темата, ве молам. Кога другите го напаѓаат Груевски кој направи илјадници добри дела за Македонија, тогаш кога јас го бранам Груевски... Ама вие не разбирате, значи не ни е нас темата денеска Груевски, нас темата ни е народот пред се и кредитот. Значи ќе успее ли според вас народот да го преживее овој кредит? Што и да сметате, треба да се разбира да го кажете, ама да е за темата. И да имате сосема, и да го оправдувате и да не го оправдувате, тоа е целта. Така да зборуваме за нешто што е во моментот. Добро вечер. Ало? Повелете, ве слушаме. Добро вечер. Повелете. Поздрав до вас и до убава е темава. Благодарам. Кредити. Изгледа многу гледачи што дискутира дека не зеле кредити и не знаат што е кредит. За да конкурираш во една банка кредит, треба да имаш документација за што ти треба кредитот. Дали е потрошувачки, дали е стамбен. Значи, си има критериуми. Значи, овие кредити не може да ги даваат така на секого, мора да има програма за што ќе се користи на кого. Ако не може народ да плаќа, ако земе некоја фирма да се прошири, да вработи, тоа пак идат парите во буџетот. Значи, овие кредити нас ни се потребни. Ние треба да живееме или треба да тонеме во некоја провалија. Значи, кредит, сите ние сме биле кредитно способни за да можеме да земеме некаков кредит. Ако не си способен, нема ни да ти го дадат кредитот. Сите дискутираат од овој од оној кредит. Поздрав до кредитот што е одобрен. А сега се дава на банките. Банките си имаат критериуми на кого ќе го дадат, по кои услови и какви камати ќе употребат. И не, ако мене ми одговара, ќе дадам документи за кредит. Ако не ми одговара, јас ќе се повлечам. Значи, нема да го користам тој кредит. Ако не ми одговара да не можам да го платам. Не може народот да плаќа, значи тој што го зел, тој ќе биде, значи заложува дали имот има, дали хала има, дали, значи нешто има што ќе земе толкав кредит.
Така, благодарам многу и вам за учеството и секако за вашите одговори. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Кредитот сега што се зема, дека се праша зошто го прихватија банките? Ако не го прихватија банките, немаше да кредит да се реализира. Кредитот што го зема компаниите, зошто народот да го плаќа каматата од буџетот, каматата од буџетот да му се плаќа. Друго, ново компонирани ќе бидат тие компании за фотоволтаици, што мисленски ги компонира тие компании. Нека плаќа кредитот тие што ќе го земи. Ајде земи кредит од кај што било ќе го плаќаш кредитот, ќе го плаќаш затоа што вие сте го земи. Не сте во право. Требаше да му кажа, нека кажа кои банки го зедо кредитот или ново компонирани банки. Кој му одобри? Народната банка? Кој? Знаат ли политичарите кој го полни буџетот според вас? Буџетот го полни народот. Ама зошто па каматата да се плаќа? Зошто каматата да се плаќа од буџетот? Да, тука не е јасно. А овој пријателј се вртајте, да нема врска за никој. Да не ги навредуваме и секако да не ги коментираме гледачите. Важно е да се зборува на темата, да бидеме конкретни и да не се навраќаме на нешто што уопшто не е ни тема на дискусија. Благодарам многу за вашите одговори. Времето дојде, се разбере и еве да ви соопштам како на Инстаграм се одговори на анкетата, кои се резултатите. Имаме интересен резултат. Ретко се случува да биде 50 со 50, значи знаат ли политичарите кој го полни буџетот? Со да одговорија 50% и со исто толку проценти одговорија и со не. А сега ќе погледнеме малку реклами, а потоа повторно ќе бидеме заедно во студио. Благодарам многу што бевте дел од ова издание на Црвена линија и сега со нетрпение ќе почукам малце кај моите комши, соседи. Нема да им побарам кредит, иако личат за кредитоспособни, ама секако верувам дека со добра камата ќе има одлична забава. Нено? Има. Зашто одма? Нено да се работам, те слушам внимателно. Нено да се јави на главна каса. Нено да се јави на главна каса. Се јави, Нено, како си? А ушто убаво ова, зашто служи ова за ката? Ова ни е за последната игра денеска. Ако забегам. Само те повлекува онака, ете на тоа мислев. Како да е, да најавите со време кога да дојдам таму, па може малку да миксаме, малку Црвена линија, малку Кате, Нено. Па иде нова година, така да може и шалички да правиме, Ма ми нели? личи така дека ќе има многу добра журка денеска вас. Многу добра журка, а за новогодишната ќе ти кажеме кога си поканата. Со време те молам. Ти вежбај, чочек. Вежбај, чочек и караоке. Добро, с клекови. Како са може? Можеше и малку на фитнес. На фитнес. Да, едно